Вараме со младата Павлина Данева, која е од Австралија, а сега е тука во Берово. Од разговорот сега тука додека сме на Петлец, дознавме дека таа тренира тенис, па да ни кажеш нешто за тебе и за твојот тренинг. Тенисот на мене ми е животот, многу битен ми е, многу интересно ми е. А колку време го тренираш и како се вика твојот клуб? По 2-3 години си тренирам, клубот ми е Соренто тенис клуб Перт, Западна Австралија, и пред да дојдеме доби второ место на турнирот. Добро, во конкуренција до 15 години, како? 14. 14, да. Имаш интересно нешто да ни кажеш, бидејќи со твоите родители имаш средба со еден од најдобрите тенисери, најдобриот всушност во светот. Со Новак Џоковиќ се познавме у 2023 кога дојде за турнирот. Да. Ме слика, но многу добар човек е и за мене да. Имаш следено, бидејќи сега се ближи Австралија Open, дали имаш гледано некој меч негов на турнирот? Имам гледан за United Cup што дојде, имам гледан на негов па кога дојде пред некој. Да. Каков впечаток ти остави тој? Па за мене Џоковиќ, јас многу си го сакам, најомилен ми од кога сум многу мала, јас само него го следам и тоа за мене ми беше цел живот, немам никогаш да го заборавам. Бидејќи многу близу до него си била, гледаме на сликите, си го сликала, си правила видеа, како во тој момент се чувствуваш? Па не знам, се многу бев срекна и Дали така знае да каже некој совет додека некој ги им дава автограм, ако го праша, дали знае да им одговори веднаш со некој совет? Имаш ли ти таква прилика да го прашаш нешто? да, па јас не знаев ништо да му кажам, многу возбудена бев, многу срекна бев и Според тебе, еве сега ќе има Австралија Open, дали има шанси тој некако пак да освои Гранд Слем? јас мислам да, он многу се труди, многу си го сака тенисот. И иако е 38 години, он сака да си зема и мислам ќе тепа. Новак Џоковиќ, сигурно имаш сретнато и некои други тенисери, мајки пред дека си била на тој United Cup си гледала. Кажи ни нешто за нив, како изгледаат кога ќе ги видиш, дали се толку високи, големи? Зверев го познав, он е многу висок и да, и Зверев е многу голем за тенисо и Да, за тие услови, бидејќи обично тенисерите се 1,80-85, а он е малку поголем. и Рибакина и она е многу висока, игра за Казахстан и ја видев за United Cup. И Шевченко, не е толку висок, ама многу добро игра он. Кој ти е идол од машките, кој од женските? Па од женски ми беше Марија Шарапова, ама она не игра више и Џоковиќ. Џоковиќ секако, да. Добра, за тебе, еве, која е твојата цел понатаму? Што треба да се направи во Австралија да се помине за да се дојде да се учествува на некој таков турнир? Од помала макар категорија, ама колку треба да поминеш филтри прво да играш во градот кај што живееш, со колку се деца на твоја возраст? Требаш прво да си најдобар у твој клуб, па после, кога си најдобар у твој клуб, требаш да одаш на поголеми клубови, на поголеми турнири, у академија, у Австралија. Добро е, ама требаш да си одеш за Европа ако сакаш да си професионалец и не може толку во Австралија да си се. Добро, од австралиските тенисери, па и нема некои многу познати, освен Алекс де Минор, овој Кириос. Да, има. Добро. Да. За девојките рековме омилена ти е? За кој? За од женските тенисерки. Марија Шарапова ми, ама Џоковиќ ми е за мене се ми е. Значи репер за успех. Да. Епа јас ти посакувам многу успех. И здраве, еве некогаш кога ќе си во Делчево да видиме на лице место како една наша сограѓанка во Шведска, Софија. Баш ќе ми биде интересно да играте вие двете, бидејќи сте тука некаде. Благодарам за овој разговор и многу успех. Што ќе им порачаш на младите кои тренираат во било кој дел, еве во Македонија некој спорт, ама некако се двоумат дали да продолжат? Само да се трудиш. Да, и секи си дојде по себе, така ли? Да. Добро, ти благодарам. Супер, добро. За Берово, за родниот крај, што ќе кажеш на твоите родители? Мајка ми е од Берово, знаеш. Татко ми е од Виница, многу си го сакам Берово. Да, денеска тука сте на Петлец, малку прошетка Да. на планинарски марш. Епа супер, јас ти посакувам успех на тениските терени во Австралија и да слушнеме за големи резултати од тебе.